Многу добро ја знаеме разликата помеѓу задоволство и радост. Задоволството го следи фрустрација, додека радоста секогаш ја следи мир и повеќе радост. Но треба да знаеме дека има два типа на радост: надворешна радост и внатрешна радост, а помеѓу нив има суптилна разлика. Чувствуваме дека поседувач на надворешната радост е некој друг, а не ние самите. Чувствуваме дека друго човечко битие ја има таа радост, а ние се обидуваме да ја добиеме. Иако не сакаме да стекнеме лоши особини, многу често се обидуваме да ја грабнеме таа радост од другите. Сепак можеме да ја добиеме зборувајќи или дружејќи се со другите. Но внатрешната радост не е таква. Кога медитираме или контемплираме, тогаш чувствуваме дека ние сме душата на радоста. Таа радост што ја поседуваме внатре е како фонтана. Тоа ја спонтано. Внатрешната радост нема страв. Ако сака, може да ја преобрази нашата човечка природа додека да трепнеме. Ако можеме да искусиме вистинска внатрешна радост, дури и за секунда, ќе почувствуваме дека светот е потполно различен. Сега чувствуваме дека треба да го промениме нашиот став за одредени аспекти на творбата, ако сакаме да имаме радост, затоа што светот постојано се бори и прави небожествени нешта. Но ако можеме да го погледнеме светот со нашата внатрешна радост, ќе видиме дека светот веќе се променил. Ова извадок од книгата Духовниот живот од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mak, како и на книги.mak, каде што може да се погледне краток извадок од истата, а може да се нарачи и преку нашиот Facebook профил и Instagram профил Медитација.